Поради масовното иселување на младите, компаниите во Македонија се повеќе се соочуваат со проблемот од недостиг на работна рака. Во некои случаи тоа е и алармантно. Истиот проблем го имаат и прилепските компании. Веќе јавна тајна е дека доколку влезе уште еден поголем странски инвеститор во Тирс Прилеп, тој тешко дека ќе најде доволен број на работници. Токму затоа регионалната стопанска комора од Прилеп формира работна група која работи на решавање на овој проблем. Првиот проект на кој моментално работи оваа група е зајакнување на соработката измеѓу компаниите и средните стручни училишта, односно отварање на вратите на компаниите за практична настава на средношколците. Таа практична настава ќе одржуваат ментори од компаниите и од училиштата. Компаниите индивидуално ќе одлучуваат за можностите на стимулација на средношколците и на менторите во овој процес. Домашните компании истакнаа дека за да бидат конкурентни, ќе побараат од државата да ги имаат истите бенефиции кои што ги добиваат странските инвеститори во тризовите. Потребата е на домашното стопанство да биде еднакво, најмалку еднакво конкурентно како и странските работодавачи во Република Македонија. Сигурно дека ќе излеземе со предлози, дали тоа ќе биде иницијатива, не е предлог, нели иницијатива е за измени или дополнување на законот за тирзови. Од регионалната комора порачаа дека работодавачите мора да започнат да ги покачуваат платите, како еден од најважните услови младите да останат дома, и дека државата конечно морала да започне да се занимава со економија и да им помогне на компаниите. Работодавците веќе е време да работат на надоградба на животниот стандард на своите вработени како основен капитал, меѓутоа нормално треба да внимаваме да не изгубиме конкурентската позиција на поготово извозно ориентираните компании, пошто верувајте конкурентската позиција на компаниите од Македонија кои што извозно се ориентирани во Европа не е баш во најповолна позиција. Меѓутоа затоа треба да бараме други норми, форми, затоа работиме постојано и со одредени владени институции за да може да се направи инвестиција во технологија која што ќе помогне и да ја задржиме нашата извозна позиција, конкурентна позиција на европските пазари. Од наредната година комората ќе правила детална анализа за тоа кои кадри точно му се потребни на стопанството во Прилеп, за да се дадале насоки каде можело да се насочат младите при запишувањето во средно и високо образование.